Европската унија како нешто далечно и странско или Европската унија како нешто сегашно и домашно? Во ова издание на темата на неделата зборуваме за тоа дали и како може Европа да е тука со нас. По јасната препорака од Европската комисија за почеток на пристапните преговори, се поставува прашањето дали нашата земја ќе почне и повеќе да користи шансата да се развива со пари што ги дава Унијата. Некои од причините за сегашната половична неискористеност на фондовите се гледаат во ненавременото планирање и во лошата подготовка на програмите. Семејниот бизнес со помош на европски фондови за Билјанови се претвори во фабрика. Со помош од 120.000 евра за машини за месна индустрија во оваа фабрика се вработија 30 луѓе од Струга. Искрено, во овие тешки услови наступа зинисување, особено за местната индустрија во нашата земја, особено за помалите предпријатија. Користењето на овие ИПАРД фондови представуваат услов без кои не се возможни инвестиции, искрено. Многу големи се инвестициите за машини, скапи се машините и со ИПАРД можеме да ги купиме, да речам. Неговата приказна е една од неколкута кои преку ИПАРД програмата успеале да развијат сериозен бизнес. Генералната слика е дека Македонија половично ја користи шансата да се развија со европски пари. Земјите кои се кандидати за членство во Европската унија имаат пристап до 11 милиарди евра кои за 6 години треба да ги вложат во раст и развој за да стигнат рамо до рамо со членките од Унијата. Се разбира дека може. Според извештаите на Европската унија, државава многу слабо, односно половично ги користи европските пари кои што и се дадени на располагање за раст и развој. Па така да од периодот од 2007 до 2013 година властите успеале да потрошат и да искористат околу 300 милиони евра од помошта која што ни била понудена од страна на Европската унија, односно нешто повеќе од половина. Од типа фондот кој што е програмиран од 2014 до 2020 година, од предвидените 600 милиони евра, надлежните институции успеале да потрошат 150 милиони евра, а да испрограмираат до 2020 дека ќе бидат потрошени околу 400 милиони евра, со што 200 милиони евра ќе ги вратиме на Европската унија како неискористени и непредвидени пари. Причините за неискористеноста на европските пари граѓанскиот сектор ги гледа во ненавременото програмирање и слабите административни капацитети, како и тоа што обучениот кадар си заминува од администрацијата. Најпроблематична е неискористеноста на парите од европските фондови за животна средина и транспорт и врски. Првиот проблем потекнува во недостатокот на национални програми кои што можат директно да се преточат за користење на ИПА средства. Има проблем со техничките документации, има проблеми со изготвувањето на проекти на самото место, па понатаму и со договорите, така што ненавременото планирање и подготовка се одразуваат и понатаму во спроведувањето. Од друга страна, за една година се отвара нов европски ИПА фонд вреден 11 милиарди евра по нови правила за балкански надпревар. Значи тука имаме ситуација каде што средствата се дадени на располагање, но нема во моментот директни алокации по држави. И тоа значи дека ќе има многу поголема конкурентност ако ние не ги искористиме. Тие средства државите од соседството ќе ги користат. Тоа би значило дека од предпристапната европска помош некои од земјите од Западен Балкан ќе може да искористат и милиарди евра за развој, особено во програмите за транспортни проекти, енергетика и животна средина. Романија со години е членка на Европската унија и веќе се гледаат ефектите од европските фондови за помош. Градчето Лункавица на југоистокот на оваа земја во изминативе години успеа да привлече многу пари од Европската унија за развојни проекти. Од фондовите се добиени над 55 милиони евра или речиси 12.000 евра за секој од неговите 4.600 жители. Меѓу другите проекти од парите на Европската унија беа финансирани локалниот водовод и канализација, пречистителната станица, беа изградени патишта и реновирани училиштата. Градоначалникот на Лункавица, Стефан Илие, вели дека тоа многу придонесе за развојот на местото. Este fundamentală pentru dezvoltarea noastră. Dacă mâine nu vom mai fi în Uniunea Europeană, în 5 ani de la părăsirea ei, ne vom reîntoarce în trecut și nu mai putem să mai sperăm decât la faptul că
ne punem cravată roșie de pionier și am plecat să mărșălim pe stradă. Марио Арабанеа, 63-годишна локална пензионерка, се сеќава колку тешко се живеело пред влезот на Романија во Унијата. Ne-a schimbat viața, sigur că avem apă potabilă, avem, care noi ne duceam la fântâni, stăteam la rând la apă. Cea mai principală era apa. După aia ne-a făcut canalizare. И покрај тоа што околу 3 милиони и 600 илјади романци, повеќето под 40 годишна возраст, ја напуштиле земјата, откако таа влезе во Европската Унија во 2007 година, европските пари помагаат некои од нив да се вратат во Лункавица. 34 годишниот Раду Чанепа, кој се врати од Италија, отвори мала фарма. Тој со 30.000 евра добијани од Европската Унија купи земјишти и 5 крави. Продажбата на млекото му носи заработувачка од 1000 евра месечно. Запрашан што би правел без помошта на Унијата, тој вели. Cred că eram și în Italia și acum, pentru că am lucrat vreo 6 ani în Italia și cred că acolo era și acum, dacă nu erau aceste fonduri și să pot să încerc ceva. Чанепа се надева дека ќе аплицира за дополнителни 10.000 евра за да го прошири својот бизнис. Валентина Радо исто така работела во Италија. Меѓутоа, кога незиниот сопруг ја загубила работата, не можеле да ги плаќаат сметките и решиле да се вратат дома. Тие исто така користеа средства од Европската Унија за да купат мала фарма, која сега има 25 крави. Но Радо сакала да има и втор бизнис и решила да отвори кројачница. За таа цел купила машини и суровини за 70.000 евра, што ги доби од Европската Унија. Сега најзините традиционални романски блузи и издолништа се многу барани. Радо е многу благодарна и за улогата на Европската Унија во незините успешни предпријатија, велејќи дека Унијата и го смени животот на подобро. Како и да е, покрај придобивките поврзани со Европската Унија, изборите за Европарламентот во Романија минаа со многу мал одзив на гласачите. Sorin Ionita, politički analitičar od Bukurešt, veli. Europa e ceva departe, ceva care merge oricum și fără noi. Со тоа не се согласува Валентина Радо, која пред годинашните избори за Европскиот парламент изјави. Acum, cu siguranță vreau să votez, îmi dau seama că vreau să mă instil afacerea și foarte bine cu fonduri europene. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења во врска со тоа дали и како може да се постигне поголема искористеност на европските фондови за развој. Довидување.